Четврток, 2 март, кратки вести во 12 часот. Представникот на Европската Унија за диалог меѓу Белград и Приштина, Мирослав Лајчак, најави дека следната средба во диалогот меѓу Белград и Приштина ќе се одржи во Охрид кон крајот на овој месец. Лајчак на Твитер објави дека се сретнал со македонскиот вице-премиер Бојан Маричиќ, на кого му се заблагодарил за силната поддршка за диалогот. Председателот на Србија Александар Вучиќ по разговорите во Брисел пред неколку дена најави дека следната средба во диалогот ќе биде во Македонија. Од Охридската фурна Антомос информираат дека ќе доставуваат лепно со намалена цена и грамажа. По последните случувања со замрзнување на цената на белиот и полубелиот леп, велат дека и тие се опфатени со мерката, иако не се од фирмите што зедоа субвенции, бидејќи лепот го печат на дрва. Супер радио деновиве се обиде да добие став и од другите поголеми произведувачи на леп во градот, но до овој момент не добивме повратна информација. Секојдневно излегуваат на површина плодовите од нашата колективна негрижа. Покрај претворањето на Охридското езеро во водна акумулација, може да се забележат и делови од корпите за ѓубре на градскиот кеј кои се фрлени во езерото. Ако вакви случаи бевме навикнати повеќе да гледаме во текот на летната сезона, зашто главни виновници беа несовесните туристи, се покажа дека и домицилното население знае да ја покаже културата на дело. Времето денес променливо облачно со услови за дожд, дуга слаб до умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.